Ново издание на ексклузив и дефинитивно морам слободно да кажам дека личностите кои токму денеска ќе ги видите го заслужуваат епитетот ексклузивитет, односно оние кои што градат своја кариера и посебно меѓутоа токму после толку години заедничка соработка и пред се пријателство се споја токму едни две прекрасни личности кои што има дефинитивно што да кажат во песната која што верувам ја слушнавте добро позната знам, а заедно со нас добро познати за нашата телевизија Jingle TV Желјко Самарџич повторно во Скопје за еден прекрасен повод. Добре ни дојдовте. Bolje vas našao i naravno pozdrav za vas i sve vaše gledalce. Јас морам да потенцирам дека првото интервју кое го правев со позната личност бевте токму вие во Охрид, чинам 2017 или 18 беше. Од тогаш многу работи се променија, ама се случи и вашето пријателство да го кронисате со Калиопи, токму преку една прекрасна песна која што веќе го освојува регионот, слободно можам да кажам, а и Балканот, со оглед на тоа што станува збор за две балкански звезди кои што го освојуваат одамна својот пат. Би сакал, еве, пред самото снимање кажавме како првиот пат се запознавте, односно кој беше првиот ваше запознавање со Калиопи? Pa bilo je to davne 84. godine kad je bio izbor za pesmu Eurovizije u Jugoslaviji i tad su u svakom velikom gradu, svake godine u drugom gradu i druga republika dolazili predstavnici iz drugih republika i ja sam bio predstavnik Bosne i Hercegovine i Jasna Gospić, moja koleginica, i moja grupa Rondo je sa mnom bila. Tad sam vidio jedan mali devojčurak sa dugom kosom, sa velikim repom, koji onako razdragano skače, peva i zaista je ostavila utisak na mene. Pevala je prateći vokal na Maju Đeklevsku. I ja sam sa mojim bendom upoznao Kaliopi i od tada smo zaista divni prijatelji, smatramo se srodnim dušama. U svakom pogledu sam uvek bio uz nju, tako da je život čudo. Nikad ne znate šta se lepo može dogoditi. Ono što se najlepše dogodilo nama, krunisali smo naše prijateljstvo sa jednom divnom pesmom koju je uradio bivši suprug od Kaliopi, Romeo Grili. I hvala vam svima koji ste došli ovde da ispratite konferenciju za štampu. Hvala naravno Romeu na toj divnoj pesmi i mojoj dragoj Kaliopi. I mislim da nam je pošlo za rukom da svoja osjećanja prenesemo на one koji nas slušaju, a to je najvažnije. Така, и бе пред самиот крај, затоа што буквално се кажавте во една минута, многу интервјуа и во Србија, меѓутоа и овдека. Може ли да направите разлика во однос на промоцијата таму и промоцијата овдека со оглед на медиумите? Колку ја сакате пред се Македонија, затоа што еве и во пресконференцијата слушнавме дека и си знаете да запеете некоја македонска песна и во. Bilo je isto ovoliko ljudi u Beogradu, možda čak i više, ali je stvar u tome da je nekako red da napravimo i u Beogradu i u Skoplju, mi smo se tako i dogovorili, a nije isključeno da neće biti i po drugim republikama, jer vidim da dosta dobijamo pozdrava i čestitke od naših kolega sa raznih strana bivše nam zajedničke države i ovo za nas može samo da bude jedna velika radost i hvala im svima što su se našli na neki način u ovoj pesmi. Пред самиот крај, може ли да ве прашам што за вас, како би го пишале зборот ексклузив со оглед дека емисијата се вика ексклузив наш? Da, pa mislim da je to emisija koja intervjuiše ljude koji su vredni pažnje i po meni se osjećam privilegovanim prosto što sam ovde na vašoj televiziji, što razgovaram sa vama i hvala vam zbog toga. Благодарим и на вас на прекрасното интервју. Ja sam Željko Samardžić, a vi gledate ekskluziv na Jingle TV. Со мотото, секој заслужува да биде добро облечен. Нашата цел е да овозможиме мода со прифатливи цени за секој маж со стил. Уникатни во сопственото македонско производство на машки фармерки. Веќе 30 години градиме успешна модна приказна. Капитол во срцето на Скопје, по градскиот трговски центар на првиот кат.
Holiday Inn, Skopje, Intercontinental Hotels Group. И нормално по Желјко Самарџич веќе добро познат тимот кој што заедно соработува пред се во оваа прекрасна песна која направија, кронисана покрај големото пријателство како што потенцираше Желјко Самарџич во ексклузив. Чест ми е да те најавам Калиопи Букле прв пат во ексклузив. Да, ја милувам повеќе кога велите Калиопи, само тоа ми е некако, ама денеска ми го фаворизиравти презимето, али нека се слушне Букле на секаде подалеку. Многу сум среќна денес што имавме една ваква промоција, пресконференција. Голема благодарност до Седмата сила, до представниците на Седмата сила, што денеска дојда во огромен број, што беа толку спонтани и во своето доаѓање, и во своето доживување, и исполнување на нивните емоции. Навистина, ова беше повеќе од една пресконференција. И кажи ми, поубаво ли е надвор од Македонија или во Македонија да се промовира песни? Иако тоа е многу тешко прашање. Многу неблагодарно да го кажам. Нормално дома е дома, затоа што дома сум си своја меѓу своите, ама пак надвор секогаш ми ги отвараат портите на начин навистина да се почувствувам и своја меѓу нив, заради тоа што секогаш бескрено, искрено и честно сум се давала во однос на мојата професија, на човечноста, на човечноста и на она што се вика никогаш не ми било тешко ништо да направам по однос на мојата професија. Затоа што не е ова само нешто што треба да се сработи. Ова мора да се одживе од почеток до крај и како таква жива материја да се пренесе на другите. За тоа ми помагате секако вие, новинарите, затоа што е една многу битна карика, поврзница меѓу мене, мојата музика и публиката. Да, во моментов се случува една експанзија, можам слободно да кажам, на промоција на македонските артисти и вон македонските граници. Морам да ја споменам твојата колешка Тамара Тодевска, која што на телевизијата на Желјко Јоксимовиќ токму на К1 те видов и тебе и Незе, и тоа ми направи искрено многу голема драго за Македонија, затоа што пред се и двете излегувате како македонки, кој што ја промовирате нашата. Не можам да се промовирам како африканка. Би било убаво и да бев и потемна малку и да можев да пеам ко Махалија Джексон, ама сепак родена сум тука во Македонија, ја имам таа крв која што ја имам таа култура и да кажам традиција. Традиционалноста е многу важна, каде што патувам, ја носам со себе, ја носам низ моето однесување кон луѓето, ја носам низ мојата музика, начинот како тоа го презентирам на своите концерти. Македонија е се присутна со мене. И луѓето тоа го сакаат и го почитуваат надвор, и затоа сум среќна кога ќе видам дека и нашата земја ги почитува уметниците кои доаѓаат од надвор. Тоа е една многу убава и битна размена. Се разбира, ова за мене одењето надвор не е нешто ново, тоа датира повеќе од 40 и кусур години. Тамошната публика и медиумите имаат неверојатна почит кон сето она што го работам и го правам, а јас на тоа им возвраќам секако со вакви песни, еве како што и најновата знам. 4 децени пријателство, круна на сето тоа е песната која што со Желјко Самарџич изработивте и Ромео Грил, секако тука во приказната. Што можеш да ја би издвоил вон песната со оглед на тоа дека опишува во тие 3,5-4 минути точно се што се случувало и во вашето пријателство, ама еве што би издвоила вон таа песна, како би се искажала, иако во стихот најубаво се изразуваат, односно песната? Мислам дека луѓето најмногу ги допира, бидејќи тоа што јас веќе сум го почувствувала е внатре, залепено на трака. Тоа е во она што јас и Жеко го пееме, го раскажуваме во таа песна. И тоа е едно доживување. Сега доаѓа на второто доживување, доживувањето на публиката. Најмногу ги погодува стиховите "Знам те кад си зрно био" или "Кад си зрно била". Тоа веќе не враќа во едно друго време, момент кога сме имале оние први љубови и се зазљубивале. Па тие љубови траат некои до ден денес, некои вика, славиме 20 години на брак, ова ќе биде идеална песна за поклон за мојата годишница. Потоа
верувам дека многу ќе биде свирена и кога ќе се раѓаат љубави, кога ќе се сплотуваат бракови, кога ќе дојде можеби до некоја голема кавга меѓу еден пар, па ќе му текне некому да ја пушти знам и пак ќе омекнат, па пак ќе се гушнат, пак ќе танцуваат. Навистина, тоа се вака некои мои наивни размислувања, ама не се толку наивни, тие се реални. Затоа што оваа песна е многу реална. Таа е животна и пред се буди надеж и е позитивна, што е многу битно. Во овој момент се она што нам не недостига и не е потребна е позитивност. Особено јагутката на шлагот, каде што токму пред самиот крај на песната вели Желјко, знам, покрај се, и тука мислам дека е она круната на се. И тоа е буквално направено... И тоа начинот како тој тоа го кажува, повторно одиме кон една нова перспектива која што буди надеж, до една нова иднина. Затоа ја со оваа песма ја чувствувам како нова порта, нов почеток мој. Колку е убаво кога човек може да си дозволи на себе да има неколку нови почетоци во својата кариера. Ова е еден од нив, ова е голем момент. И не го велам ова од нескромни причини, туку го велам најискрено, бидејќи така го чувствувам и знам дека дека ова ќе донесе нешто, некоја нова. И морам да потенцирам пред самиот крај, првото интервју за Македонија ни го даде Констракта овдека по целата таа експанзија што се случи таму, ама морам да ја напоменем и вашата некоја средба, че нам се случи во Лондон или Мадрид. Кажи ми колку ти фали евровизиската сцена пред самиот крај, со оглед дека Македонија оваа година не учествува, не? Па, ако нешто ми фали, тоа се евровизиските фанови. Тие се стварно толку искрени во нивното сакање и воздигнување во облаци на секој артист, на песните. Они стварно живеат за таа Евровизија и тоа е она што Евровизија ја прави посебна. Колку ми фали, не станувам, не легнувам со Евровизија, не мислам на неа. Тоа е едно убаво сеќавање за мене и пријатно бев изненадена како ме дочека во Мадрид и колку тоа на луѓето им значи, ама она што е најважно е следното, дека и доколку би ми се случило пак Евровизија, се би одело одново, исто како и тогаш. И зашто да не? Силата која што имаш ја гледам премногу денески, адреналинот, многу интервјуи, илјадници интервјуа даде. Пред самиот крај нашата емисија се вика Ексклузив. Што за тебе значи зборот ексклузив? Ексклузив за мене значи да се има ексклузивитет, да си го живееме она што сакаме да го живееме. Епа јас го имам тој ексклузивитет, затоа е и убаво што сум во ексклузив емисијата. И нека нам оздравлje ide ko do sada sve. Živela ljubav i za nas su milje, kilometri godine. Duge ko Dunav, verovali nisu, al smo mi još uvek tu. Pred nama zvezde padaju i sve je ko u snu. Neka nam još dugo ova potraje. Živela ljubav i za nas su milje, kilometri godine. Duge ko Dunav, sve je tako lako kad te sreća zagrli. To dobro znamo ja i ti, moja ljubavi. Со долгогодишниот музички новинар, кој што дефинитивно ја следи и регионалната, но и македонската музичка сцена, Иван Бечковиќ, чест и задоволство ми е да разговараме во ексклузив, токму односно на дента на промоцијата на песната Знам, која што верувам дека низ призма на еден вистински музички новинар делува едно убаво музичко дело кое што го красат две познати личности пред се со долга кариера. Како гледаш, Иван, кон оваа промоција денес? Ме израдува пред некој ден кога ми се јави Калиопи да ја водам промоцијата, затоа што Калиопи е моја долгогодишна, повеќе децениска пријателка, а исто така моето познатство со Желјко Самарџиќ исто датира од пред некои 20-25 години. Баш ка тоа, ова е круна на нивното пријателство. Малтене они следната година би прославиле 40 години од запознавањето на Скопскиот фестивал, кога Желјко ја пееше песната Линда со групата Рондо, а Калиопи беше придружен вокал на Маја Оджаклиевска во Ники Ники.
Песната ми се допадна не само мене, него на целиот регион и пошироко, бидејќи за многу кратко време оствари еден невиден резултат од над пола милион прегледи, над 500, 600, 700 коментари, неколку стотици коментари. Ова е прекрасна балада со среќен крај, субава љубовна порака дека љубовта на крај победува. Затоа ми беше многу драго што дадов мал придонес на овие двајца прекрасни луѓе и огромни уметници. Така, честа е голема да се биде дел и од промоција каде што имаше многу луѓе и новинари и колеги. Корона многу не затвори, меѓутоа мислам дека денеска баш онака сите се опуштивме, се дружевме и ги надмина очекувања, верувам, и на Калиопи, на нејзиниот тим и на сите кои беа присутни. Пред самиот крај тоа сакав и да го кажам, твоето забележување во однос на медиумите, волкава медиумска одамна немало, али мислам дека звездите од калибарот на Калиопи и Желјко Самрџич тоа го заслужуваат. Да беше поинако, не ќе беше добро. Znam te, znam, kad si zrno bila i svojim glasom mene opila. I neka nam u zdravlje ide ko do sada sve. Živela ljubav iza nas su milje, kilometri, godine. Duge ko Dunav, verovali nisu, al smo mi još uvek tu. Pred nama zvezde paraju i sve je ko u snu. Neka nam još dugo, dugo ova potraje. Živela ljubav, iza nas su milje, kilometri, godine. Duge ko Dunav, sve je tako lako kad te sreća zagrli. To dobro znamo ja i ti, moja ljubavi. Znam, kad si zrno bio i u mene se zaljubio.